Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данс е макабре со своето 486 издание. Денес имам можност во просториите на Младинскиот културен центар да разговарам со домашна режисерка која создава coming of age филмови предводени од силни женски ликови кои вкусуваат дел од светот на возрастните во својот живот и се обидуваат да го најдат своето место во него и пред се да се изградат себе си како индивидуи препуштени на самотијата. Чекав да го реализира незиниот најнов краток филм, кој се најде во официјалната селекција на кратки филмови на Канскиот фестивал, за да можеме да поразговараме за незината досегашна филмска кариера, така што денес чест и задоволство ми е што во емисијата ми гостува Марија Апчевска Петровска. Добре дојде. Здраво, Златко, ти благодарам на поканата. На почетокот сакам да прашам индивидуални прашања во контекст на кога за прв пат се соочи со филмската уметност? Преку малиот екран, во големите киносали, како ти беше првото експонирање и раѓањето на љубовта кон филмот? Па мислам дека првите средби со филмот, како верувам како и повеќето деца, беше со анимираните филмови на Дизни. Супер. Тоа значи на малите екрани. Супер. Тоа со VHS касети, кои што ми купуваше мајка ми. А понатаму тоа се развиваше преку големото платно и преку филмовите кои што се емитува, мислам се прикажуваа на фестивалот Браќа Манаки. Супер. Во Битола, бидејќи сум од Битола, и така некако се разви. Можеш да се сетиш во кој период започна со гледањето на анимираните 6-7 години? Мислам дека порано од тоа. Порано. Да, Добре. да, верувам дека порано, мислам дека беше предшколска возраст. Супер. Кој па ти е најдобро искуство на гледање на филм во киносала која што ќе го памтиш? Филм кој што те има допрено, те оставил без зборови, те фрапирал на позитивен или негативен начин, можеби? Кај што поинтимно има допрено некој филм до тебе? Па искрено се обидувам сега да се сетам, можеби баш од филмовите на Манаки, меѓутоа ајде ќе одговорам со тоа што прво ми падна на памет кога ме праша некое прво искуство, едно од пораните искуства на гледање на филм на големо платно, тоа беше Екзорцист. Супер. Кој што се даваше во рамките на нешто во театарот во Битола, во кој што всушност се прикажуваат и филмови. И не можам да се сетам во кој контекст и зашто нели беше баш тоа прикажување на Екзорцист. Се сеќавам дека имаше едно прикажување на Екзорцист повторно кога бев во средно, а ова веројатно беше и порано од тоа. Океј. Да, и така беше баш шокантно, не знам ни како отидовме, зошто отидовме да го гледаме филмот, бидејќи не можеби не беше најсоодветен за возраста и да се сеќавам на тоа прикажување. Ама оставил силни впечатоци Да, на оставил тебе, и- предпоставам, поради Реган, заради годишната Сигурно. возраст која што ти си имала и се сеќавам девојката. дека беше и есен и после поголем. тоа да, кога си одевме на дома и знаеш мрачна атмосфера, празни улици, шушкаат лисија, некако остана. Иконично е со светлото од бандерите Да, на да, улица, да, така што некако да. се Ето, погодил. Има зашто очигледно од Битола Екзорцист се прикажува. Има некоја на врска. тоа се сетив, иако многу секако филмови кои што ги Супер. паметам. Кажи ми, ги напомена VHS касетите, колку видеотеките, DVD-теките имале удел во твојот живот за градење подоцна на твојот вкус? Мислам дека голем удел има. Баш голем. Дури се сеќавам на името на една од тие видеотеки која што се викаше Вик. Добре. Се сеќавам и каде беше и дури до ден денес кога одам во Битола знам да свртам со колата покрај зградата кај што беше видеотеката од некоја носталгија, Супер. па се сеќавам на комбинациите што беа, не знам, 3 видеокасети, ако изнаемиш добиваш една гратис. О, супер. Меѓутоа требаше да се вратат, не знам дали се сеќаваш како Понеделник, беше. од петок за викендот, па во понеделник да ги Па, вратиш или? не знам за викенд како беше, знам дека беше изнемувањето беше како 24 часа Аха, или нешто така. така и сега ти земаш 4 филма што можеш да ги изгледаш нели? Маратон. Маратон, да. Така што да, видеотеките ми се драго Колку видеотеки сеќавање. имаше во Битола, колку можеш да се сетиш? Па мислам дека во секое мало имаше по една или две. Одлично. А се сеќавам на таа во малото кај што јас растев, а понатаму имаше уште една која што исто често земавме филмови, ама не можам да се сетам Беа на снабдени името. за тоа време или Не сум сигурна дека имаше избор, барем шарат? имаше избор, да, Добро. меѓутоа
како деца, ние не знам колку разбиравме што значи да си има на вистина избор, Така. нели? Имаш наредени кути, Да. омоти, така што да. Што ќе те привлече, дали од име, да, дали од да, наслов, да. тоа. Па нели комбинации со друштво Другарите, да. или моите постари братучеди или не знам што сакаат да гледаат и така. Супер. Си носталгично врзана кон некој филм кој што секогаш кога ќе го пуштиш и денес ти буди пријатни чувства, или па можеби некој филм без разлика на неговиот квалитет секогаш те влече да го погледнеш. Без разлика дали е добар или не, guilty pleasure, како сакаш да речеш. Па мислам дека има повеќе такви филмови, ама некој што сега исто прво ми паѓа на памет што се поврзани со детството е Ити. Добро, супер. Одлично, Спилберг. Те прелажал некогаш омот, премиса, синопсис, кастинг за да погледнеш некој филм, а да не си го добила тоа што ти било ветено од промо материјалот? Па мислам дека до ден денес така гледам филмови, некогаш ќе повлечена од нешто што ме заинтригирало околу филмот, меѓутоа порано можеби повеќе се трудев, нели, по тоа да се водам, а сега некако дури напротив, сакам ако некој филм вистина сакам да го погледнам од некоја причина, се трудам да не гледам ни трейлера, да не читам за филмот. Значи не сакаш да бидеш Не под влијание сакам, ни на естетиката која што има визуелно, значи Не, сакаш сакам да уживам во на слепо да влезеш. Па да го откриам филмот, нели, поради филмот, а не поради тоа што ќе прочитам или да го видам филмот во 2 минути раскажа. Да, баш Како со сите модерните тие трейлери. тајни, модерните трейлери да го продадат, да. А си се предомислила некогаш за некој филм кој не ти се допаднал на прво гледање, меѓутоа со текот на и животното и искуството си го сменило тоа мислење? За многу филмови кога ги гледам денес, така и со книги кои ги препрочитувам, откривам некои поинакви значења. Не знам дали сега не можам да се сетам дека некој филм баш сум се премислила дека воопшто не сум го сакала, а го сакам сега. Ама за многу филмови кои што уживам, дури и некои што не сум ги доживеала на таков, да речеме, моќен начин порано, сега кога ги гледам откривам некои нови нивоа на нарацијата, нови импресии, веројатно како што се менуваме ние како луѓе и перцепцијата на уметничките дела ни е различна. И веројатно може по 10 години да е различен тој филм и по 5 и во зависност од или во кој муд си во моментот кога го гледаш. Филмот идентичен, ама ние се менуваме најверојатно. Па добро, да, сигурно. Имало некој филм кој што твоите родители не ти дозволувале да го гледаш, некако си забрането богатство, меѓутоа си наоѓала начин како да го избегнеш, да избегнеш условно кажано цензура? Да, мислам дека не сакаат да гледам хорори, Добро. како повеќето родители што не сакаат, ама тука секогаш на помош беа братучедите кои што беа постари од мене и едва и чекав да одам на гости кај Ками, зашто они беа постари, некако не беше тоа толку табу што се гледа. Ги немаат тие рестрикции. Па тоа ќе провереше тетка ми што касети сме земале, ама не беше толку строго. Добро, супер. Да се живи и здрави. Да. Фала и многу. Ова е само еден мал вовед за сето тоа што ќе разговараме во текот на емисијата со Марија, така што ќе допреме и до начинот на низината работа со низините колеги, односно соработници. Потоа ќе разговараме и за низините краткометражни филмови Бардо Амби и Северен пол и секако низините ставови ќе ги слушнете за и околу филмскиот свет, односно филмската уметност денес. Така што останете со канал 103. Дансе Макабре е емисија која 13 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секое издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалност. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 486 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, емисијата Дансе Макабре, во која што ми гостува Марија Апчевска-Петровска. Во овој сегмент на емисијата сакам да те навратам на факултетските денови, односно кажи ми по што ќе ги паметиш пред се деновите на ФДУ и колку пред се факултетот ти го промени начинот на гледање на филмовите? По ФДУ е секогаш, барем за мене и за, мислам, повеќето колеги со кои сме разговарале на темата, секогаш кога мислиме на ФДУ, мислиме на едно безгрижно време, побезгрижно од ова сега секако и
време во кое што е таа некоја љубов која што сме имале кон филм, бидејќи сме одбрале со тоа да се бавиме, се си нашла некоја поконкретна форма, ми се чини. И да, се сеќавам на академска сцена, тоа беше еден проект кој што тогаш започна за време на нашата генерација. Се сеќавам на дружбите во Бифест, на гледањето филмови во училницата, за нашата училница на катедрата за режија, на професорите, на дискусиите, на баш со задоволство се сеќавам и секогаш кога ќе ме однесе патот на ФДУ некако ми се враќаат сцени од тоа. Така, од претходен живот. Да, веќе да, си. да. Предпоставам. А во која класа беше на ФДУ, односно генерацијски со кои колеги студираше? Ние бевме последната класа на професорот Столе Попов и под професорот Антони Митрикевски. Студирав заедно со Марко Ѓоковик, Косара Митик, Софија Теодор. Со нас беше еден колега Марко Петрушевски кој што започна со претходна класа, па продолжи со нас, па мислам дека повторно со наредната генерација беше повторно дел од класата. Бојан Татуровски и Филип Матевски. Одлично. Сите Три со три, познати. машки и женски тројца. Добро, супер. Тука веќе почна и доминацијата на девојките на ФДУ, најверојатно. Тука пресвртот се случуваше. Одлично. Кажи ми, што па те изненадило во професијата на сет, што не те научиле на факултет? Мислам дека секогаш има некој изненадување на сет, не поврзано со дали си го научил или си мислиш дека си спремен и на сет откриваш дека можда и не си баш толку спремен. Така, значи има предизвици со кои што колку и да учиш нема да може да те подготват. Значи искуството сепак мора да се стекне на самиот сет. Па и колку и да стекнуваш искуство, нов сет, нов проект ќе биде пак со нови предизвици, така што е еден бескрајен процес на учење. Има совет кој ти го има дадено професорите и колегите кои што до ден денес го применуваш на сет? Нешто што се покажало дека е точно? Па има многу работи што се покажале точни и не можам сега баш да одвојам чиј совет било тоа или како сме дошле до некои заклучоци. Мислам дека е тоа некој склоп на лични искуства помешано со советите што си ги добивал за да дојдеш до некоја формула што за тебе функционира, што не значи дека ќе функционира за некој друг. Ниту па дека ќе функционира за секој нареден филм, нормално. Значи функционира за дадена ситуација. Кажи ми во контекст на сценарио, полесно ти е да пишуваш за лик кој што е близок до тебе или па далечен? Мислам дека за секој лик за кој што сум пишувала, сум се обидувала да најдам нешто што е блиско до мене, веројатно од таму тргнувам. А понатаму за се што мислам дека не сум доволно компетентна, се припремам баш темелно и правам истражување, се консултирам со личности кои што мислам дека може да бидат стручни на одредена тема и не мора да се директно инволвирани со ликот, можеби со нешто што му се случува на ликот или некоја позадина што јас ја знам, што мислам дека е релевантна за начин на кој што треба нешто да се прикаже. Супер. Кажи ми, која па ти била најтешка писателска ситуација, односно кога си се двоумела најмногу за кое решение да го примениш во филмовите? Кога си била на два ума? Мислам дека секогаш има некои такви дилеми, да. Не знам, не можам да издвојам некоја најтешка. Посебно кога си на почеток со нешто ново. Сега сум на почеток со играњето, тука има многу дилеми. Понатам како одиш понапред или чекор по чекор, малку се различнуваат дилемите. Да се бистри. Знаеш па крај кога седнуваш да го пишуваш сценариото или па, односно пред да почнеш да пишуваш, за да знаеш крајна точка или па како го пишуваш сценариото доаѓаш до крајот? Кој е твојот принцип и метод на работа? До сега се што сум пишувала и што пишувам, обично го знам крајот. Така, значи што не значи дека нема нешто да се промени, не значи дека ќе остане 100% така, меѓутоа имам некоја често дури визуелна интерпретација како го гледам тоа. Супер. Си направила па некојаш драстична промена во сценариото кое веќе било влезено во продукција? Да, сега со Северен пол. Така? Да. Што се isfrли? Па не се isfrли, се промени, бидејќи сценариото беше замислено со снег и целиот амбиент требаше да биде под снег и последната сцена во филмот, која што сега е една борба со штипки, а претходно беше борба со снежни топки. Филмот го одложивме цела една година чекајќи снег.
Оваа година го бркавме с него, го закажавме снимањето согласно на прогнозите Така. што ги добивме. И имаше снег во некои делови од Скопје, меѓутоа таму каде што нас не беше локацијата сетот, имаше дожд. Тоа не е истото, Да, не е дефинитивно. истото, меѓутоа да, веќе го имав тој бекап, веќе бев спремна дека ако нема да падне снег, нели, ќе биде овој крај што остана во филмот. Супер. Се држиш строго до репликите кои што ги имаш во сценариото или дозволуваш простор за интервенирање на лице место? Да, верувам многу во, сега не знам дали претенциозно звучи кога ќе се каже импровизација, меѓутоа Добро. нека не биде импровизација, нека биде нешто што е можеби пробано помеѓу актерите и мене, но секако нешто што нив им лежи, како би го изговориле и како би го кажале, многу повеќе отколку како е напишано на хартија мора да биде така. Така, значи не се држиш до точката и запирката, ако има некој друг не. по прифатлив Апсолутно, метод кој да. што е повеќе Да. одговара нели на Да, ликот да, како би било живеано. Би адаптирала туѓо сценарио како режисерка Да. или книга би Да, адаптирала? зошто не, да. Дури имам некои списоци или кога ќе прочитам добра книга или некој расказ или нешто само да Завршува на листата, така? да, што ме Добро. инспирира. И потоа продуцентот ја гледа листата и вика, аха, не можеме, ти ги крше со новите. Кажи ми колку е важно да се калибрира приказната која се пишува во рамките на расположливите средства и услови пред се за работа. Не знам, мислам, важно е да се биде реален до некаде, што е изводливо, што не е. Од друга страна не е добро да се биде, да се постане премногу конформист и не може. Мислам дека е важно исто така да се трукаат границите, да се има обид за поместување на границите и верувам дека тоа влие врз некако врз авторската слобода и врз нашата лична слобода како не само како режисери, него како и луѓе, да знаеме дека да си дадеме себе си предизвик, дека може да направиме повеќе и дека сме достигнува, да. Да, дека сме способни или дека барем ќе дадеме се од себе да направиме повеќе, нели не можеш никогаш до крај да знаеш резултатот. Тоа апсолутно да, меѓутоа пак треба приказната и да се одвестува на околностите во кои што е работена, нели? Тоа е круцијално. Што те плени да пишуваш за самотни девојки и момци во coming of age? Мислам дека од секогаш и кога и во филмови кои што ги гледам, некако ме привлекуваат, ликови ме привлекуваат кои што поминуваат низ некаква духовна нестабилност, каде што средината или е навистина непријателски настроена кон нив, или поради нивната нестабилност ја чувствуваат како непријателска настроена и закана. Така што има нешто што од секогаш ме привлекувало во тие приказни и сакам да можеби сакам себе си да си ги поставам тие прашања без да знам дека дефинитивно ќе се најде одговор на таквите состојби. Не искрено не верувам дека постои дефинитивен одговор, така што ме интересира да ги поставам тие прашања од ново и ново. И да поминува низ некаква трансформација, нели, која тие ќе ги добијат одговорите. Да, и да се прикаже некоја состојба на духот и на карактерот, ништо тој поминува кога се наоѓа во такви околности. Така, во твоите филмови го редуцираш, одnosno рестриктираш диалогот за да ја доловиш пред се осаменоста, но и дозволуваш актерките нели да покажат наместо да кажат како една особеност. Свесна ти е таа одлука или како приоѓаш на поделбата помеѓу тоа што го кажуваат и како го интерпретираат? Заради тоа што има, нели, има автори кои што сакаат да бидат диалошки тешки нивните филмови. Да. Ти си од другата страна на спектрумот, каде што дозволуваш актерите и со физичкото присуство, и со маниризмот, но и со поредуциран говор да дојдат до целта. Свесен изборот за помалку диалог, што ви кажал ти, меѓутоа мислам дека и интуитивно чувство некако, дури некогаш имам повеќе реплики, па кога низ некоја проба откривам дека се дел од нив се вишок и така што се филтрира. Да, некако е веројатно склоп на двете. Мислам дека е важно, навистина важна таа позната премиса, нели сме сретнале 100 пати show don't tell. Так. Мислам дека е според тоа што јас го барам во медиумот, мислам дека е важно да се има нели во предвид барем кога ствараме, секако не е тоа
правило кое што важи за сите и за сите филмови на еден Точно. ист автор. Меѓутоа, она што јас го барам во кинематографијата е во тесна врска со тоа покажување, а не раскажување за состојбата. Сепак визуелен медиум е Да, нели филмот и подобро е кога се вкупниот филмски јазик го употребува нели режисерот, а не само дијалогот. Да. А докаде па би дозволила компромис во едно твое дело? Каде мораш да ја повлечеш линијата? Не знам, мислам дека со се што снимаме, нели, дури кога не е толку авторско, секогаш има некакви компромиси. Така. Веројатно е важно на крајот на денот да си задоволен од тоа што си го направил или пак, како што кажав претходно, да знаеш дека си направил се. Секогаш има предизвици, секогаш има некои работи со кои што нели мораш било да не знам, да не си најзадоволен од трите тека што си ги направил, меѓутоа знаеш дека можеш да продолжиш напред или може би нешто не испаднало баш по план. Сега секако постојат нели посебно во играни филмови можности за преснимување и за преправање на некои работи. Не сум го направила тоа, не знам како изгледа и во кој момент носиш одлука дека нешто мора да биде преснимено, меѓутоа со кратките филмови, со сериите што сум ги работела или со адвертајзингот, секогаш сум се сретнувала со некакви компромиси. Нужно е. Кажи ми прв ден, прв сет, можеш да се присетиш кога ти бил на кој што си присуствувала? За разлика дали е свој или туѓ. Да, па мислам дека е мој во прва година на ФДУ. Така. Прва вежба во прв семестар. Добро. Името на вежбата. Го снимавме со Дуле, со Душан Кардалевски, актери беа Александар Степанулевски, Борче Начев и Трајанка Илиевска. Добро. Под импресии на филм ноар. Одлично, окей. Да, беше тоа смешно. Нешто снимавме во парк, во Луна паркот кој што сега веќе не постои. И баш беше филмар со шешири, со мантили. Така звучи докол дел. Младалачки. Со светла, со сенки, со сите. Па така нешто, не знам. Океј, супер. Сеќаш на името или? Нешто последниот. Имаше нешто со последно, ама не се сеќавам што беше последно. Така, за детективи имаше фан фатал, имаше се имаше. Плава фан фатал. Океј, одлично. Има енергија на првиот сет која што се разликува од Подоснежните, каде што сите учите со оглед на тоа што сте на факултет? Да, дефинитивно. Посебно, мислам, нели имаме и колеги кои што дошле со некое претходно искуство. За мене лично, на мои 18-19 години, навистина немав идеја што точно значи сет и нели дури улогата на различните позиции. Не ти е до крај јасно, ако нели имаш предавања, се зборува за тоа, меѓутоа кога ќе отидеш на сет, не додека не го искусиш, не си точно сигурен за што се зборува. Точно. Кажи ми, им даваш биографии за карактерите на актерите и актерките или поставаш простор да истражат и да дојдат со свој пристап? Давам некаква позадина, не би ја нарекла таа детална биографија, кога е роден ликот што, меѓутоа да, дефинитивно во кој контекст се случува ова што го гледаме на екран и што му претходило или што може би му следело, ако мислам дека има потреба тоа. Така. Потоа заедно го доработувате, претпоставувам. Да, секогаш. Супер. Кажи ми, треба да има режисерката одговори за сите ликови? Па не, мислам моето видување е дека најдобрите соработки некако се случуваат кога заедно се доаѓа до одговори, некога се наметнуваат твоите видувања, дури некогаш во ред режисерот или режисерката да има одговори, меѓутоа ако од другата страна нели некој поинаку нешто гледа, за мене е многу важен тој процес на диалог и кога се ствара филмот и кога се приема нели со публиката, многу ми се важни тие взаемни комуникации, дури може би некогаш и поважни од тоа како јас нешто сум замислила и мора да биде така. Така, заради тоа што сепак некој друг ќе го живее и некој друг ќе треба нели да го пласира во своја кожа, да го стави под своја кожа. И филмот е тимска игра и да, сите прашања најчесто се упатени до режисерот, меѓутоа е сосема
во ред некогаш и отворено режисерот да каже дека ги нема одговорите. Дури Така. постои една позната анегдота, не знам дали си ја сретнал за Дейвид Линч, Добре. кога го снимале Мулхоланд Драйв и не знам кој од актериве дошол и го прашал нели за мотивацијата да секако. за нешто Го најде така. режисерот да објасни за мотивацијата. И иако нели Мулхоланд Драйв е еден од понаративни, појасно наративни филмови, и му одговорил као, па не знам, ама ајде да откриеме заедно нешто. Во тој фазон, така што... Линч не сака да ги каже па ниту на занаетот, знае. Јас верувам дека многу добро има одговори на се. Да. Таков е човекот. Да. Не знам, не сум го запознала, ама да, фина анегдота. Супер, дали им даваш па домашна задача да погледнат одредени филмови на техничката екипа, нели, за да може да влезат во тонот кој што сакаш да го постигнеш за снимањето на филмот? Референци. Со директорот на фотографија, еве со Владко на пример, често гледаме заедно некои филмови, дискутираме, меѓутоа некако точна референца дека сега мора нешто да биде така, напротив, тоа не е идејата да копираш нешто што било, меѓутоа да видиш каде што од тие дела, што е тоа што тебе ти се допаѓа или што мене ми се допаѓа, па му го покажувам и разговараме како можеме нашиот филм да го трансформираме во нешто што нас ќе не задоволи. А во однос на другите сектори преферирам да им покажувам или фотографии или лукбук или дури нели уметнички, мислам слика, слики од сликарство или некои други дури може да биде и музика. Во контекст се разбира, во контекст на одредено расположение, да. Да, за тонот сепак да се долови. Колку па ти се важни вежбите со актерите пред снимање? Ги практикуваш кога имаш можност? Да, ги практикувам, се трудам да не претерам. Добро. И зависно нели од проектот, некаде има потреба од повеќе проби, некаде од помалку, некогаш намерно ќе оставам нешто да не се пробува за да добиеме нешто различно на сет или пак ќе го пробувам во една насока, а на сет ќе побарам нешто друго од нив. Нели ако сакам да ги изненадам и нив и себе. Така што да, зависи, еве конкретно со Северен пол пробувавме повеќе од тоа што обично би пробувала, поради тоа што снимавме на трака и поради тоа што знаевме дека опремата е малку стара и имавме некои лимити во однос на тоа, па моравме да бидеме сигурни дека дел од работите ќе ги знаеме на сет за да можеме да го реализираме. Барем од таа страна пред камерата да знаеш на што точно се впушташ. Со оглед на тоа што па имаш некои актери или актерки кои што подобри стануваат со текот на тековите, имаш некои кои што се пукаат на почеток и потоа веќе детерираат. Како се справуваш со таа проблематика? Не знам, мислам дека нема правило дека нели кога ќе чуеш тој актер е најдобар во првите два текови, не е тоа правило во 100% од сите текови или така, јасно, не сме машини, луѓе сме сепак, така. Така што да. Мислам дека е важно да се остави простор, да не биде нешто пренаучено што се вика. А поднатаму нели кој е добар во прв тек, кој во пет, тоа се зависи од моментот. Од денот и моментот, да. И расположението. Кажи ми зошто па е комплицирана и дали е комплицирана работата со натуршчици, деца и животни? Па мене некако не морам да признам дека не ми е многу комплицирано. Да, затоа што скоро сите твои дела се со деца и со натуршчици. Не знам, не го доживам тоа како нешто што е комплицирано, бара можеби повеќе истражувања пред да почне да се работи и да се откријат тие ликови кои што нели најмногу тој да се откријат тие натуршчици кои што најдобро ќе го изнесат ликот. И тука има нели повеќе простор за истражување, треба да се направат неколку кругови на кастинг, веројатно повеќе отколку што сигурен избор. Кога се работи за актерка или актер, веќе знаеме од прилика кои се актерите и актерките кои што би можеле да ги видиме како го носат тој лик. Со натуршчици не можеш да ги замислиш бидејќи не ги познаваш се уште. Точно. Така што во процесот на почеток е покомплициран, логистички, да се организираат фотографирања, да се викнат многу луѓе на кастинг, а понатаму кога ќе се изфилтрира нели идејата, мислам дека не ми представува некој голема потешкотија да работам со нив. Така, даваш предимство на нивниот физички изглед со оглед на тоа како имаш зацртано во процесот на пишување, како би изгледал некој лик?
Па јас мислам дека не, меѓутоа можеби со кастинг директор ако разговараш ќе ти каже дека не е така. Обратното ќе го Да, ќе кажеш. ми каже дека секогаш влегуваш во некој тајпкаст. Така. Тоа се смеевме сега скоро со Киријана, Така. кај што беше кастинг и на Северен, кастинг директори на Северен пол и на Доки Пуки. Меѓутоа, веројатно секој режисер има некакви преференции за ликовите како ги гледа, што не значи дека ако дојде некој што е сосема различен, а ја носи или емотивно улогата добро и го гледаш дека може да се трансформира во тоа што ти си го замислил, мислам дека нема Никаква да биде пречка не е тоа. пречка. Одлично. Кажи ми се крата сцени од снимачкиот ден ако се нема време? Како го балансираш тоа? Да, се кратат. Префрлуваш во друг ден, предпоставам, или? Па или се кратат, или се модифицираат, нешто остануваш што мора да се сними за друг ден и така. Така, значи има префрлување. Подготвена си да снимаш еден час плюс и со тоа да ризикуваш екипата да се изложи на дополнително измачување за доброто на филмот, или? Па да, мислам дека да. Сега пак во некој договор, не е тоа садистичко се измачување на луѓето околу тебе, меѓутоа некогаш екипата се согласува, јасно е дека мора да се досними, некогаш не може да видат зашто и така некако се наоѓа некој заеднички компромис. Така, да се жртвува тој саат два. Си снимала хронолошки, односно линеарно, како што тече филмот со оглед на тоа што нелинеарно се одработува во зависност на локациите кои ги имате на располагање. Си имала таква можност да работиш? Мислам дека не. Можеби во рамките на снимачкиот ден или во рамките на големата слика нешто да биде од прилика по некаква хронологија, сите би сакале нели да биде што е можно поблиску до тоа е најмногу поради актерите, нели? Така. Меѓутоа дека сум снимала комплетно хронолошки нешто не. Не си имала, не си го имала тој луксус. Па не, мислам дека не ни познавам некој што го имало. Фер. Постои страв дека нема нешто да изгледа така како што си го замислила, односно да не функционира или да не работи на самиот сет, па да мораш да носиш можеби немили решенија на лице место. Си се вратила да преснимиш нешто? Можеби некои ситни, па како што кажав, не сум имала можност да се враќам да преснимувам цели сцени, Така. можеби кадар, да, секако сум се вратила. Дали постои страв? Па не е тоа страв, никогаш не може нешто да биде нели 100%, никогаш не е онака како што го замислувам, ама па и во тоа е некако убавината дека па се случуваат работи Жива што не материја. можеш да ги видиш и да ги предвидиш и тоа си носи своја магија. Одлично. Имало некој ден на сет кога ништо не ти одело од рака? Се случило? Па, не знам, до толку катастрофално. Мислам, Немало така, да. има денови кога нешто нели не е идеално, меѓутоа сепак режисерот е пребродува. па да и ти како режисер си некоја движечка сила и не смееш да дозволиш дури да се почувствуваш така да ја пренесеш таа енергија на целата екипа, така што секогаш се обидуваш да најдеш нели позитивен аспект и тоа што не оди како да го трансформираш, да некако да го држиш воланот за да се движи колата. Јасно, се случила некаква па среќа во несреќа да си планирала на еден начин да снимиш сцена, меѓутоа на сет кога имате пристигнато да забележиш дека окей, ова може да функционира и на овој начин. Па е примерот што ти го кажав со крајот на Северен пол, Добре. макар што профункционира на самото снимање, нели со штипките, но не бев сигурна како ќе функционира во контекстот на целиот филм, така што некако беше таа неизвестност додека не го измонтираме да стигнеме до прва верзија на филмот, како ќе функционира. И понатаму нели кога го измонтиравме, да, ни се допаѓаше, некако бевме задоволни, направивме некој мини тест на публика што не знае ништо за сценариото, позитивно реагира и на крај кога бевме во Кан во дискусија со програмерите таму и со колегите, кога им раскажувавме нели нешто поминавме со снегот и како требаше да се сними филмот, сите беа баш напротив, на сите им се допаѓаш. Не со снег, нели сме виделе такви сцени. Да, баш нас ни се допадна оваа сцена каква што е вака. Ти беше па супер. Добро Така што решение. секогаш има простор за ето така нешто да се случи што не е предвидено, а тоа да му донесе на Да делот. функционира и за самото дело, Да, нели да. да. Имало па моменти кога си сакала да се откажеш од филм, да кренеш раце? Тешко прашање. Така. Не, суштински не. Имало моменти секогаш кога нели имаш стрес, нервоза, нешто не оди како што треба, се соочуваш со некакви предизвици разни. Така.
поради разни причини што ти ствараат некоја фрустрација, ама веројатно тоа го има секоја професија, некои кризи на идентитет. Се разбира, и мораш да ги пребродиш. Тоа е составен дел. Колку па технологијата и нејзиниот избор има удел за достигнување на саканиот квалитет на филмот? Колку се потпираш на изборот на технологија? Камера, леќи, светло? Важно е. Така? Да, важно. Не е пресудна, ама е важно. Да, мислам, не знам, сега нели може да се каже да, се добар филм ќе го снимиш со мобилен телефон, ама стварно не верувам. Да, има некакви си исклучоци во правилото, нели, кои што и навистина биле револуционерни во некоја смисла. Меѓутоа, визијата за филмот, како треба да се трансформира таа приказна во филм, не верувам дека може туку така да се префрли ако си ја замислил над одредена камера со одредени објективи, туку така да ја префрлиш на мобилен телефон и да ги добиеш истите резултати. Така што важна е технологијата, како не, апсолутно важно. Лесно се помируваш со загубена локација или актер или актерка или па опрема? Како се носиш со препреките од овој тип? Не знам, зависи колку е важна таа локација или тој каст. Така. Веројатно ако се работи за нешто што е пресудно, нема да ќе се бориш до крај, нема никогаш да отстапиш, се откажуваш. Ако е нешто што е нели споредно или заменливо, веројатно ќе направиш компромис. Значи си подготвен. Да, конкретно повторно со Северен пол имавме случајно откривме една локација, еден интериер во Битола, кога го спремавме филмот минатата година. И многу ни се допаѓаше, наистина беше како временска капсула, една куглана во рамките на спортската сала во Битола и случајно ја откривме, воопшто не баравме таква локација, меѓутоа толку беше импресивна за камера што планирав да ја препишам сцената која што е во сооблекувална во нели во училиште што се случува, за да ја адаптирам на кугланата, бидејќи стварно беше импресивна. И бидејќи таа година не го снимавме филмот, во меѓувреме кугланата решиле после 50 или не знам колку години да ја реновираат, ја срушија. И кога ги стартувавме повторно припремите, кугланата веќе не постоеше. Сега тоа нема враќање. Нема враќање, секако ти е криво, меѓутоа се обидуваш да најдеш нели замена и тоа е тоа. За каст можеби не сум толку флексибилна. Така. Ако ти е зацртан со некој, зацртан ти е со некој, а другото ти има Северен пол некаква верзија во твојата глава што е. Само ти ќе можеш да уживаш во таа куглана како е сцената префрлена. Да. Макар што е и за каст, знам примери каде што се случувало да мора да се направат некои промени и па некогаш исто како и со други работи што ги дискутиравме, ќе откриеш нешто што воопшто не си го очекувал и ќе му донесе нешто можеби плюс на филмот што ти претходно не си можел да го замислиш. Што е супер, баш тоа адаптирање е голема способност и можност на еден режисер да демонстрира колку е всушност добар да работи за своето дело, а не за своето его. Тука се прави таа дистинкција. Соработката помеѓу режисерката и кинематограферот е круцијална за еден филм. Кажи ми, што бараш од еден директор на фотографија со оглед на тоа што често соработуваш со Владо Самойловски? Мислам дека и од директор на фотографија и од другите најблиски соработници барам некаква да имаме взаимна поддршка, односно да се тоа членови на екипа на кои што можам да се потправам и кои што можам да им доверам некоја визија и да знам дека ќе дадат се од себе за да ја достигнат. Кажи ми каква функција има музиката во твоите филмови? Се потпираш на неа да ги засили емоционалните состојби? Можеби да биде транзициона помеѓу сцени или се потпираш повеќе на звучните ефекти или на тишината? Или зависи од проект до проект тоа? Каков третман на музиката и оставаш? Зависи од проект до проект, но најмногу мислам дека се обидувам емотивните состојби да не бидат зависни од некое подтурнување на музика. Добро. Туку музиката да биде или ја нема или е минимална и е само да кажеме додаток на состојбите кои што веќе постоечките кои што се развиени кои што се или развиени или кои што сакаме да останат како недоразвиени некако. Меѓутоа не ми се допаѓа кога музиката
и да е доминантна некако, не би сакала сцената, просто кажам, сцената да функционира и без музика. Так. Ако почувствуваме дека со музика ќе ја додадеме нешто плюс, Тоа е апсолутно да, меѓутоа да не биде спас, да бараме спас Да. за нешто што недостига во слика, да го треба да го дополниме со музика. Така. Си пробала некоја сцена па со друга музика која што не си ја искористила? Да. Музика? Па да, дури мислам дека се сеќавам дека за Бардо на пример крајот беше и на 2-3 места кај што се појавуваше музиката беше нешто многу по ведро, дури мислам дека го пробувавме Луис Армстронг La Vie en Rose. Добро. А завршивме со малку по меланхолична музика која што направи Алек Пеовски, која што одлично легна на филмот во некаква заемна дискусија што би требало да представува таа музика. Убаво се провлекува ни самото дело, со оглед на тоа што крајот е само една градација еден чекор повеќе на тоа што го има воспоставено. А третиот драфт на сценариото е монтажата. Кажи ми колку си променила тек на филм кога доаѓа монтажата наред? Па мислам дека не е нешто драстично. Така? Да. Секогаш има некои промени нормално во монтажа, меѓутоа посебно во краток филм нема некои толку е снимениот материјал. Да, останува нешто што не влегува во монтажа секогаш, меѓутоа не е тоа нека драстична наративна промена. Кажи ми колку па режисерката треба да има цврст карактер и дали па тој карактер создава пријатели повеќе или повеќе непријатели во филмскиот свет? Мислам дека тоа е индивидуално. Добро. Како и со секоја друга професија, дека нема некое правило, не знам, можеби порано постоело режисере, нели фигура која што оди на сет и се дере. Да. Мислам дека денес веќе тие правила не важат и според мене не треба да важат, бидејќи на крајот на денот идејата е да работиме работата што ја сакаме со нели да ни представува задоволство дењето на сета, не тортура. Баш. Така што да, мислам дека нормално дека има секој снимачки ден носи милион прашања, милион предизвици, секогаш има и нервози, нели, и некогаш и расправи, меѓутоа ништо тоа не е нешто што останува после, нели, кога ќе се заврши денот. Така што многу ми е поважно некако да тоа што го работиме во некој заеднички диалог со сите што се на сет. Така, заемност да се постигне помеѓу Да не биде тоа некое фашистичко наредување, туку да постои некаква форма на отвореност за заедничко решавање на проблемите што произлегуваат. Барем мене ми е тоа важно. Така. Нужно ти е да ја поставиш таа синергија помеѓу сите сектори. Сега колку од филмот останува со тебе по снимањето? Колку те менува? Останува. Добре. Останува, да. Добре. Останува со самото тоа што филмот е со авторите уште многу пред да се сними, нели, додека се припрема, па потоа следи постпродукција, па ако има успешен фестивалски живот, ќе го гледаш уште едно 100 пати, барем на почеток после да гледаш. Така што да, останува. Секој лик останува, секое дело и не само филмот како крајен производ, останува процесот низ кој што си поминал, сеќавањата на сите моменти поврзани со снимањата и така. За тебе поголем предизвик е работа на трагедија или комедија? Ако условно може да ги поделиме така. На трагикомедија, мислам дека е најголем предизвик. Добро. Да. Имаш Бардо беше, ако ништо друго, барем допираш и од едното и од другото и од црна комедија во еден амалгам во неколку секвенци. Кој жанр па сакаш да го испробаш, а кој никогаш не би го снимала? Каде би се тестирала себе си да видиш љубопитство, како ти би се изразила во некој жанр? Да. Со играњето кој што го развивам, мислам дека малку ќе отидам во поле кој што не ми е толку познато, иако не би нарекла дека е тоа хорор филм, има некои елементи на трилер, тензија. Па не е трилер, повеќе некаков психолошки елементи на психолошки хорор. Супер. Меѓутоа, мислам дека најголем предизвик е напротив некакво премостување и спојување успешно на жанрови. Мислам дека најголем авторски предизвик е тоа. Голем фан сум на јужнокорејска кинематографија и кој ги гледам нивните филмови, секогаш сум воодушевена како успеваат, нели, во една сцена да се смееш, ама тоа е навистина смешно, нели? Во наредна сцена си преплашен, во трета сцена плачеш, мислам
тој бленд на жанрови е многу, ми се чини барем мене, поголем предизвик отколку да се насочиш дека ќе направиш нели еден чист жанровски филм за кој што веќе ги знаеме горе-долу правилата и со тоа што ќе се водиш по правилата горе-долу знаеш дека ќе изиграш сигурно. Да, и тоа ќе ти го лимитира пред се твоето дело. Па, апсолутно. Убаво ги напомена и Парк Чан-вук и Бонг Јун-хо, двајцата се мајстори за хибридизација на самите делови. Не знам како се имињата на има уште двајца кои што се Баш Бонг Јун-хо коментираше тоа. Ким Джи Вон. Така. Тоа мислам дека на Burning режисерот да. и на Tale of Two Sisters Да, и на што се феноменални филмови. Бонг Јун го коментираше тоа заради тоа што зошто е тој премин конкретно на прашањето помеѓу сите тие жанрови. Неговиот одговор беше па таков е животот во Кореја. 5 минути се смееш, 5 минути во трагедија, 5 минути си радосен, 5 минути не знаеш како да се спасиш од цунамито, значи таков е животот воопшто и затоа така е течението на неговиот филм, значи рефлексија е на тоа како тие во Кореја живеат воопшто. Значи така тоа е негова мислам дека слика. многу општество сликата е таа, нели повеќето, ама историјата е како некако да се преточи тоа и да е функционално. Дури сме дискутирале со колеги истата сцена на друг јазик, не мора да е на нашиот јазик, на било кој друг јазик. Да. Не можам да ја замислам, односно можам да ја замислам и знам дека не функционира. Значи има тука нека посебна синергија на некои не се применливи и не се преводливи баш на сите јазици, така што ова е пријатно изненадување од твоја страна, што сакаш во жанровските води да допреш, барем за мене. Кој е твојот однос со критиката на твоите филмови? Сметаш дека е потребна или па е излишна? Зборуваме за професионалното. Не мислам дека е излишна, Добро. апсолутно. Потребна е критика, е потребна за било кој уметничко дело и за било кој дело воопшто, затоа што повторно е тоа во рамките на што го зборувавме, дека е важен диалогот и ворете во некој диалог и да не се согласувате, нели да имате спротивставени ставови во било која конверзација со било кој, така што веројатно истото важи и би сакала да биде применето и во филмската критика. Се додека зборуваме за како што кажат и професионална, бидејќи некогаш ако прочитаме нешто што без разлика дали е за наше дело или за туѓо, ако гледаме дека тука не постојат елементарни познавања на медиумот, тогаш таа критика не е толку релевантна, дури да е нели позитивна или негативна. Да. Тука си управа. Би снимила некојаш продолжение на твој филм? Па не, досега не сум. Не би се вратила во некој од тие универзуми кои што ги имаш воспоставено? Мислам дека би се вратила сигурно и не би го нарекла тоа продолжение. Мислам секогаш тие се универзуми кои што ме интересираат и веројатно секогаш ќе ме интересираат, меѓутоа никогаш не сум размислувала дека тоа баш во буквална смисла на зборот продолжение. Не во ред мислам на ликовите на Амби во подоцна фаза на животот, да ги сретнеме во друга ситуација некаде, не знам. Да, може. Во некој си ноќен клуб каде што нели братот ќе биде пак, во некој си друг филм, не знам. Може би се живи. Што би променила за повеќе пари на некој филм? Што би си дозволила повеќе? Кога би ги имала? Па после искуството со снимање на филмска трака, мислам дека тоа би сакала цело време да снимам на филм. Така? Да. Зави се јавува, нема тука. Да. Кажи ми, сакаш повеќе време, помалку пари или помалку време, повеќе пари за снимање филм? Повеќе време, повеќе пари. Така, добро. Зошто ново прашање сите режисери така ме одговараат? Така. Добро, кажи ми кој аспект од процесот на снимање најмногу ти се допаѓа? Предпродукцијата, самата продукција или постпродукцијата? Во што најудобно се чувствуваш? Мислам дека најудобно се чувствувам на сет. Да. Значи самата продукција. Да, самата продукција. Мислам сите фази се посебна магија и си носат нели своји предности и мани, меѓутоа интуитивно прво кога ќе ме прашаат каде најудобно се чувствуваш, некако секогаш е тоа на сет. Со сите тензии, со сите нервози, меѓутоа тоа исто така значи дека веќе таа машина нели тргнала, се пуштила во погон и дека делото веќе се случува сега, крајот секогаш е неизвестен, бидејќи тоа нели магијата на постпродукцијата како ќе се заврши, ама на сет е да.
тука се раѓа на некој начин. Тука се моделира Да, баш така живата материја. Ова ми е прашање во контекст на сите режисери и режисерки што конкурираат до агенцијата за филм и не добиваат финансии за нивните филмови. Сметаш дека дали треба да се обесхрабрат тие што немаат добиено, да се откажат од снимање или да продолжат да изнајдат начин како да ги реализираат нивните филмови? Не, никако, не. Воопшто не мислам дека ако некој некому каже не за било што, се, добро, може би преопшто, да некој не се не, но Точно. меѓутоа во однос на стварање на филм, знаеме сите дека може би едноставно во тој момент, на тој конкурс, нели, бодовите на некој сценарио биле пониски од бодовите на некој друго, што не значи дека на наредниот конкурс истото сценарио нема да излезе на погоре на листата или нема да има некој што е подобро бодуван, така што воопшто не мислам дека ако некој бил одбиен за одредено сценарио, дека тоа значи дека треба да се откаже на. Така, значи нема просто. Дури мислам има и примери кои што не само во нашата земја и во соседите каде што не знам не успеале да добијат поддршка во нивната матична куќа, па добиле поддршка некаде во странство, па направиле филм кој што бил одличен, така што нема тука формула. Нема откажување ни за било кој друг ни за себе си. Така. А кажи ми што повеќе сакаш да гледаш во домашната филмска сцена? Какви филмови сакаш да гледаш да се снимаат тука? Во каков свет сакаш да ја видиш? Мислам дека тоа веројатно е повеќе одлика на публиката, нели, која ќе слушнам сакале да бидат земјата представена вака или така. Тоа не во контекст какви филмови ти сакаш да гледаш да излегуваат од Македонија? Лично е ова прашање, не како ќе ја представуваат. Ти каква кинематографија сакаш? Мислам дека тоа сакам да кажам, тоа некако не го сметам за најлегитимно гледиште, бидејќи може да ја представуваат земјата во лоша осветла, нели, под наводници, ако е филмот добар, тоа е воопшто барем тие ставови мене ми се туѓи. А во однос на тоа какви филми, па не знам, сакам да, мислам, ова е се субјективно, сакам да гледам мојата генерацијата пред мене, после мене да ствараме филмови, нормално сакам да ги гледам и филмовите на докажаните автори, меѓутоа сакам и да гледам како нели шанси се даваат и на младите генерации, мислам дека е тоа многу важно и се негува нови гласови пред тоа е единствениот начин за една кинематографија да продолжува да расте, а мислам дека ние сме во подем и би требало да остане така, се надам дека ќе остане така. Така. Кажи ми во поглед на рецепцијата денес на филмовите, сметаш дека луѓето ја имаат загубена навиката за одење во кино, односно иднината на филмот ја гледаш во големите киносали, на филмските фестивали или па на стриминг сервисите? Тешко прашање. Мислам, тоа е многу различно прво од држава во држава, нели, а понатаму имајќи предвид дека сме ние малечки, многу е различно помеѓу Скопје и било кој друг град кој што не е Скопје. Бидејќи во Скопје, еве, барем се уште постојат и дури да се работи за блокбастер филмови, постои начин како да се гледаат во кино, односно да ги носат, некој оди и купува карта. Во малите градови да сакаат, тие ја немаат можноста да одат во кино, дури ни на блокбастер, а камоли на нешто што е артхаус, да кажеме, или фестивалски филмови. Така што јас не верувам дека киното како институција или не знам како да го наречам, мислам дека нема никогаш да изумре и не смееме ние како луѓе кои што го работат тоа да дозволиме да се случи нешто такво, бидејќи магијата на големото платно ништо не може да ја замени, ама тоа одговорно тврдам дека ништо не ја заменува таа магија. Порастот на стриминг платформите од друга страна е секако неизбежен и посебно сега со ковид пандемијата тоа уште толку нели ги да кажеме ги направи помоќни и побогати и тоа исто така неизбежно, значи не може да живееме во некакво си одбивање на реалноста која што ни се случува. Точно, меѓутоа ги напомена другите градови ако немаат можност за прикажување на филм во киносала, зошто да не го погледнат на некоја стриминг сервиси, значи сепак ќе биде во културолошкото милје на градот, ќе се дискутира за тој филм, нели? Се согласувам, ако Irishman не може да го гледаат во кино, нека го гледаат дома, така. Нека го гледаат Irishman, да не гледаат нешто друго што нели помалку вредно, меѓутоа тоа па не значи дека треба нели по линија на помал отпор да се рече па добро, имаат можност каде да го гледаат, нека го гледаат. Не сме тоа така. Мислам дека
треба да се работи баш на тоа прашање дека мора да се заживее кинокултурата и во места во кои што Дефинитивно. луѓето заборавиле да одат, заборавиле како е да одат во кино. Да, и преку лето, ако ништо друго, време функционално на отворено да се Па организира да, еве, мислам проекции. дека Македокс прават тоа патувачко Точно. кино, мислам дека да, има повеќе обиди и тоа е нешто што е вредно за почит и треба да се поддржува и да Изгодливо е во секој град, Да, искрено да бидеме, да. значи не бара кој знае каква опрема Апсолутно, наоколу да, и да. е функционално. Меѓутоа треба воља, желба волја и поддршка, труд. поддршка и секако, финансиска поддршка секако. кој да го прави тоа, бидејќи Секако. не знам тие навистина не знам, тоа е можеби некоја тема со која што некој треба да се малку позабави, да види што се случува во малите места, што се случува. Повеќето од нив некогаш имале киносала, ако Точно. не сите. Не знам Која што е колку тие нефункционална во киносали денешни се услови. сега функционални. Откако ќе заврши филмот, односно фестивалскиот живот на филмот, се прикаже можеби на ТВ, се остави копија кинотека, македонските филмови постепено знаат да исчезнат. Сега ги споменавме и платформите, каде што може да се постават, меѓутоа голем дел не ни завршуваат на тие платформи. Кажи ми на што се должи тоа, например, дали е негрижа или како сакаш наречи го, односно ако сакаш например да погледнеш некој филм од не знам 2015-16, не, денес би требало да ти биде достапен, меѓутоа не. На што се должи тоа? Зборуваме за нашите Кратки филмови. македонски, да. Па не знам, јас мислам дека повеќето се барем достапни онлайн. Сега каде како завршуваат, мислам дека од време на време постојат некои иницијативи, дали се тоа кафичи кои што организираат нели некаков настан или наши помали фестивали кои што служат како од ревијален карактер, кои што Така. служат баш за тоа да се потсетиме. А колку често се достапни, во најмал рака сега сите го имаме Vimeo и тоа е некаква алатка, ако не постојат други институционални решавања на тој проблем. Океј. Ова беше диалогот за кој што го правевме во Битола со Кристијан за Cut Here. Кој му реков, човече, пушти го филмот да го гледа цел народ, не го пушта. Тој диалог испадна Така? помеѓу нас, да. Не бев присутна, веројатно. Не, тоа беше се- подоцна беше се прашувам на кога сме некој го- од тие пијаните и забавни ноќи кои што се дуваа по Манаки, така што со него имавме една Да. дискусија за тоа каде Cut Here може да се гледа, например, Да. еве, као чист пример го спомнувам тоа, Да. заради тоа што И многу Мал работи милион и тоа, филмови ама и тоа зависи нели од не знам, моите претходни кратки беа отклучени Да. без пасворд на Vimeo. Така. Сега се со пасворд, бидејќи сме во некои преговори да бидат дел од некаква секурирана Супер. curated, извини на Да. терминологија. Курирано ќе биде. Да, нели као прикажување некое во одредена плейлиста, така што постојат начини, сега зависи во кој период, кој филм бил достапен, на колку време, па каде се прикажал, така. Потенциравме дека и двајцата сме растени и пред ТВ и со видеотеки и со DVD-теки, нарачување на филмови. Кажи ми колку интернет пристапноста на филмовите разви можеби аверзија или па попрекува во потрагата по правилниот избор во таа шума на информации. Сметаш дека има некаква потреба од уредување, посочување во контекст на квантитетот на филмови кои денес се снимаат, или? Па сега ако зборуваме за стриминг платформите, тие се подредени на некаков начин, меѓутоа тоа не значи дека повторно не си изгубен, дури нели имаше една интересна преписка, не знам, помеѓу Орвел и Хаксли, која дистопија е поблиска до тоа што навистина ќе се случи, нели едниот вика информациите ќе бидат лимитирани, другиот вика нема да бидат лимитирани, ќе ги има премногу, да. и нема да можеш да одлучиш што е вистинската или правата информација, односно која е вистината. Така што мислам дека сме дефинитивно во таа втората реалност и начинот на кој што луѓето бираат што да гледаат зависи пред се од тоа кои се нивните преференции. Има луѓе кои што наменски одат и бараат одреден филм нели на интернет, па користат и разни средства дури да го спуштат ако треба нелегално, за да го изгледаат бидејќи нема каде на друго место да го погледнат. Сигурно постојат голем број на луѓе кои што едноставно уклучуваат Netflix или HBO или што и да и кликаат на првиот наслов што им е помилен.
Така што секој со своји афинитети, реци. Да, не знам кој би бил, бидејќи тоа да кажеме некој дека ќе одлучи да го земе правото да уредува, малку се граничи со дури не знам дали би можело да се нарече цензура, меѓутоа кој е тој што ќе одлучи што треба да гледаат луѓето. Точно, никој и ништо. Што се смени во филмската индустрија денес по короната? Каде ги забележуваш уделите кои што ги имаше оваа пандемија? Главното, првото нешто што ми паѓа на памет е повторно во однос на достапноста на стриминг сервисите. Добре, и достапноста на филмовите онлайн. Дури сега ни се случува со филмот, бидејќи се уште патуваме по фестивали, а фестивалите ни пишат дека условот да биде филмот прикажан, нели го не пишуваат дека е селектиран, меѓутоа дека бараат филмот да биде достапен за време на фестивалските денови и онлайн со некаков геоблокинг. Така што хибридни форми, секако се уште ја живееме таа реалност, така што тоа влијаеше и врз продукцијата, која што во еден момент беше стопирана, па понатаму начин на кој што се врати нели почнавме повторно да снимаме, беше диктиран и се уште е диктиран од разни протоколи кои што секако го отежнуваат и онака веќе неедноставниот процес на снимање. И мислам дека и допрва ќе ги гледаме последиците и реперкусиите во секоја сфера на живењето. Мислам дека докрај се уште не сме свесни колку ќе не чини во буквално и во преносна смисла на зборот пандемијата. Ова прашање не го поставувам на постарите режисери и режисерки од проста причина што сметам дека можеби не е влезен како термин во нивниот вокабулар, меѓутоа помладите филмски вокабулар, меѓутоа помладите имаат некаков став во поглед на прашањето и мене не ми е ни дефинирано. Океј, male gaze и female gaze. Постои ли и како се дефинира? Многу се зборува за female gaze и за male gaze. Не знам дали имам дефинитивен став по тоа прашање. Затоа што често се сретнува дека нели женски режисер, начин на кој што ги гледа своите женски ликови. Меѓутоа имаме милион примери како женски режисер ги гледа машките ликови, нели кој е тој или обратно, нели машки режисери начин на кој што ги гледаат женските ликови или машките ликови. Не знам, тоа прашање некако ме води кон онај момент што против кој што јас лично имам, со кој што јас имам проблем, бидејќи некако може од една страна има своји предности, а од друга страна може да не одведе во онаа некоја замка каде што наместо да се избориме за некоја еднаквост, ние ќе се најдеме себе си во стапица дека жените се подобни да режираат нежни драми или љубовни приказни, а само мажи може да режираат суперхерои филмови или што апсолутно не ни треба и не е така реално. Така што не сум сигурна нели со тоа female gaze и male gaze каде постои дефинитивно, меѓутоа не би се водела стрикно дека е тоа исклучиво заради родовиот идентитет на режисерите, повеќе тоа спој на сензибилитетот на филмот, со тоа како кликнал режисерот или режисерката со темата со која што во моментот ја раскажува, или свесно која позиција ја избрале, на кој начин ќе ги третираат и прикажат своите ликови. Баш така, на кој начин и со кои афинитети ќе пристапи на проблематиката и зошто баш и на каков начин сака да ја разреши. Еве конкретен пример, знам дека го гледаше и ти на Манајке се видовме Титан. Така. Како би го дефинирале начинот на кој што режисерката го објаснува, го прикажува голото женско тело. Апсолутно нема никаква ниту објектификација, иако полот од филмот актерката нели е без облека, начин на кој што она ја гледа е тотално без и сега можеби тука без истакнување на никакви на таков начин. Иако филмот почнува со еден апсолутно истакнувачки кадар. Така што каде е тука female или male gaze, не знам, многу е. Тука тој пример е и дополнително комплициран ради gender fluidity што поседува, така што тој си игра на концептот на тоа и мислам дека и тоа е веројатно тука некаде помеѓу тие во таа флуидност и лежи одговорот, дека нема еден екзактен одговор за
машкиот и женскиот поглед и Точно. прикажување на машки или женски ликови, туку се единствениот точен одговор би било веројатно во таа нека флуидност. Баш поради тоа и сите режисери и режисерки ги имаат сите бои на располагање, сите теста на располагање за креирање на ликовите, така што Да. не е важно на крајот на денот полот на авторот, тоа е пресудно за искуството животно што го има, меѓутоа не е пресудно за квалитетот најмалку на филмот, меѓутоа зависи како ќе пристапи на темата и што ќе оживее пред се. Да, Делото да. треба да Сега ако зборуваме за полот нели на режисерите, ако сакаме да мислам тоа е исто уште покомплексно прашање, бидејќи да, треба да се добиваат шанси, меѓутоа тоа треба уште порано да се случува, значи треба да се работи на тоа зголемување на квотите на нели или не е ни само да се примаат нели по некакви си квоти, туку да се поттикнат различни полови, мислам од различен пол, од различни определби луѓето да сакаат да се бават со одредена професија и на тој начин да расте и квантитетот и квалитетот. Тука ќе направиме на кратка пауза и потоа се враќаме повторно во етер да дискутираме за кратките филмови на Мари. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со своето 486-то издание. Има можност да разговарам со режисерката Марија Апчевска-Петровска, а во овој сегмент на емисијата сакам да посветиме време на нејзините краткометражни филмови. Ако сакаш можеме да започнеме со Бардо 2012 година. Кажи ми, како дојде до тибетскиот назив за стадиумот помеѓу двете фази, односно помеѓу животот и смртта, детството и староста? Како дојде до Бардо? Да, па баш читав нешто околу тибетска, мислам читав делови, не цела книга на тибетската книга на мртвите. И ме заинтригира таа, нели, со името што го има дадено на таа состојба помеѓу и кога почнав да го работам филмот, мислам дека имаше друг работен наслов, меѓутоа некаде во моите истражувања за филмот дојдов до книгата и како што читав нели сечоци од неа дојдов до називот Бардо. Сеќаш како беше работниот или ќе ти избегне? Толку се имаш навик на тоа Мислам дека беше балон. Мислам дека беше балон. Да. Логички. Приказна за девојчето и за низиниот балон, неразделниот пријател, кој може да проектираме дека е незиниот родител со кој што треба нели да се збогува на свој начин за да го прифати нели светот на возрастните и воопшто да ги прифати елементите на смртта како појава. Зошто одлучи на овој начин да го доловиш пред се соочувањето со концептот на смртта? Па мислам дека Бардо како идеја ја започнав од еден текст во весник кој што објаснуваше за некаква прослава на нешто што би дошло како нашиот ден на духови, некаде во Јужна Америка и имаше нешто поврзано со нели со нивното чествување на мртвите, имаше фотографија. Па веројатно, да не те излажам сега. Имаше фотографија поврзана со тоа и беше баш со балони, беше такво колоритно. Со маските, со фестивали. Немаше маски, меѓутоа имаше баш како панагир изгледаше, луѓе, балони, шеќерна волна. Веселба, да, и од тука некако од некоја визуелна импресија таа фотографија ми се разви идејата за филмот. Супер, па се обиде на некој начин да го присвоиш тоа и да му дадеш локален тек и тон како било реализирано. Ветрот и детската игра се елементи кои што се присутни и во Северен пол, меѓутоа се составен дел и од Бардо, ги негуваш и тука и пред се истакнати. Кажи ми зошто реши да го ситуираш на гробиште и зошто вметна хумористични елементи насреде погребот? Па мислам дека баш некои такви траорни настани во животот секогаш се проследени со нека доза на хумор и тоа навистина се случува. Да, и како не знам дали тоа се случува, сигурно не е намерно, меѓутоа секогаш во најтрагичните моменти во животот на луѓето секогаш има нешто што ќе се случи, што е можеби не е толку смешно, колку што во моментот на таков притисок
Мора да експлодира, некако да еруптира. Делува баш како вентил, така што мислам дека тоа беше некоја свесна одлука, а на гробиште бидејќи е приказна која што се случува нели во текот на еден ден, односно во текот на еден погреб, и тоа беше логичниот Соодветно, да. логичната локација. Со Владимир Самуиловски е кинематограферот, кажи ми зашто се одлучивте да го работите ахроматски, односно црно-бел? Да, тоа исто како Северен пол од самиот почеток кога го напишав, уште кога го пишував сценариото, тоа беше начинот на кој што го гледав филмот, начинот на кој што го визуализирав и на Владко му се допадна таа идеја и тоа. Го снимавте во боја, претпоставам, па ги сетиравме мониторот и така. од прилика да гледаме како ќе снимаме, Како ќе снимавме изгледа, тогаш да. на ред камера, бидејќи немаше нешто простор да се бират, нели, во Да, студентски да. услови, тоа е Јасно. дипломски филм. Да, и нели одбиравме бидејќи знаевме дека ќе биде црно-бело, во таа насока одбиравме костимите или дел од сценографијата за да изгледа добро во црно-бело. Така, не ја доби желбата на драйвот на Полански да му дадеш боја само на балонот исклучиво? Не. Не ја доби таа потреба, така. Супер. Доволно се истакнуваше со својот нос балонот, мислам дека тоа го двоеше од сите други. Музиката на Пеевски најпрви не во функција, нели, за да го погледнеме светот на зачудување пред се низ очите на девојчето, но откако ќе одлета балонот, станува една фасцинација на самата толпа која го гледа балонот, нели, самата музика. Каква намена има композициите и која беше преценивната цел? Да, па како што зборевме претходно, дека мислам не беше намерата да појачаат нешто што се надевам дека е таму, него повеќе да го надополнат чувството што останува, да. И во рамките на саунд дизајнот исто така користевме некои звучни ефекти кои што се како издишување на балонот, кои што се помешани со музиката. И мислам дека некако, како што кажав на почетокот, музиката што ја гледав беше малку повесела, меѓутоа делото кој што дојавме на крај некако совршено се вклопи во атмосферата и во чувството што остануваше после гледањето на филмот и остана таа музика. Супер. Амби 2017 година, рутината на Дено и Сара подразбира секој ден да го подигнуваат пијаниот татко од улица и да го носат дома. Кажи ми каков удел има неговото пијанство врз нивното детство пред се? Го имаат ли воопшто? Па, тоа сакав да кажам, зависи што подразбираме под детство, за Амби некако додека се спремав за филмот, доста разговарав со членови на клубот на лекувани алкохоличари кај нас и една од главните работи на кои што се сеќавам беше точно тоа, жалењето со кое што луѓето зборуваа за тоа како го пропуштиле растењето на сопствените деца. Освен тоа што им го одземале детството, и они не биле свесни како тие деца пораснале, и нели филмот е всушност од другата страна, перспективата на децата кои што го преживуваат тоа секој ден, и да, растргнати помеѓу тоа што треба да бидат и тоа што некако се очекува од нив да ја превземат улогата на возрастен пред време. Да, со оглед на тоа што нели нивното друштво со други очи гледа заради тоа што нема разбирање нели за што се и како се, значи уште една нишка која што е блиска до Северен пол заради тоа што нели групацијата треба да те суди тебе без разлика кој си и што си. Тука е двојбата на самите ликови дали ќе се притопат или не на друштвото. Тука имаше една конкретно во случајот на Дено, конкретно во случајот на братот, нели, кој што никако не може нели да објасни на неговата девојка за што всушност станува збор, нели. Одцрнети се од наводници. И веројатно да, тие се некои теми што ме интересираат, каде што ликовите носат некаква тајна која што во суштина не е толку голема, не е нешто што можеби и треба да биде тајна, меѓутоа под притисок на општеството и под притисок на другите станува нешто од кое што треба да се срамиш и и онда станува тоа бреме и онда се обидуваш да нели преку лага или преку некакво се задоволување на тоа што другите го очекуваат од тебе да ја постигнеш целта.
И одлично е што го има тој елемент. Секаде заради тоа што тоа е составен дел од растењето на ликовите. Како самите тие се носат со тој притисок. Заради тоа што да, во нив паразитира тоа постепено и раѓа дополнителни чирови и сето тоа води кон проблематика која на нив ќе им го дополнително отежни. Затоа што сите сакаме нели да припаѓаме некаде, да бидеме дел од Тоа е да, некаков екзистенцијалистички проблем кој што мислам дека е актуелен во текот на целиот живот. Не е само лимитиран на детството и на адолесценцијата. Точно. А во овој филм детската игра станува доминантен чинител за сплотување нели на братот и сестрата последниот кадар. Дали таа им е од помош за да ги пребродат маките предизвикања страна на родител? Па мислам дека тоа во тој момент, еден момент на опуштање или едно олеснување кое што не значи дека представува решение на проблемот, исто како што и во Северен пол не значи дека ликовите наредниот ден нема да се соочат со истото. Така. Меѓутоа, мислам дека и тоа е составен дел од животот. Има еден цитат на Джонас Мекас што многу ми се допаѓа, вика as occasionally moving, како што нели постепено се движиме напред и покрај, иако животот понекогаш знае да биде тмурен, гледаме brief glimpses of beauty, малечки импресии од убавина и мислам дека во суштина и тоа се теми кои што ме интересираат, односно тоа се фрагментите од животот, бидејќи еден игран или краткометражен филм е еден фрагмент од животот на неговите ликови. Мислам дека точно тоа ме интересира, тие спојот на тие малечки моменти на убавина во спој со све друго што го сочинува животот. Живост пред се, што ги држи во функција. Смеам да си земам за право да проектирам дека амби е исто така една состојба помеѓу, изразена преку двоумењето нели на денот, дали да најде излез од чистилиштето со туркање на таткото на тераса. Што е всушност амби? Амби е кратенко од амбивалентност. Амбивалентност, значи, добро. Значи, точна ти обсервацијата дека е нешто помеѓу. Добро, не сум бил далеко. Зошто одлучивте со Самиловски да го снимате на рак? Што беше пресудно за да ја доловите енергијата на... Да, па тоа повторно беше една визија од прилика кога го пишував сценариото, дека се работи за некаков немир на ликовите, за една немирна ноќ која што за нив е реалност во суштина. И така така ни беше нели концепцијата со Владко, дека немирот што го чувствуваат главните ликови треба да се преточи и во изразот на камерата и така дојавме до камера од рака. Супер. 12 годишната Антонија Белазелковска глуми и во овој филм, меѓутоа глуми и во тој период и во Видијат и неа и денес ја користиш, нели, низиниот перформанс го користиш за Северен пол. Како дојде да се работуваш со неа? Поправивме за амби голем кастинг низ сите основни училишта во Скопје со Билјана Драгичевиќ Пројковска и фотографиравме за женската улога девојчиња од 10 до 12 годишна возраст, а за машката од 15 до 17, мислам во средните училишта. И од навистина многу фотографии правевме нели потесен избор за да викнеме девојчиња на кастинг за веќе со видео, нели да ги видиме и ги запознаеме. И ете така некако мислам дека не беше воопшто тежок изборот да изберам Антонија и до ден денес тоа на сите мислам сум го раскажувала и претходно дека го памтам. Ја памтам фотографијата всушност на основното училиште во кое што учеше имаше црвени цигли, заборавив нели кој основно беше. Добре. А ја памтам фотографијата со црвени цигли, ја памтам Антонија со собрана коса, со бела мајчка, со крајња од училишната униформа. И така некако. И кога ги биравте за женската и машката улога, ги биравте еден до друг за да ги испробате во некоја си по-тесна фаза? Да. За да видите како функционира? Прво нели одделно ги кастиравме, меѓутоа како го стеснивме кругот на неколку девојчиња и неколку момчиња, ги почнавме да ги спојуваме и баш кога влеговме на Кан се потсеќавме со Антонија на првиот неизин кастинг, бидејќи нели прво искуство и за неа, за нас не знаеме што да очекуваме од 12 годишно дете и така се потсеќавме на тоа, па ги барав тие
нели видеа од првиот така. кастинг, ај најде ги. Успеа да ги најде? Да, успеа. Супер. Супер. И денес стана Антонија да биде звезда на браќа Монаки, која што има 2 филма на фестивалот, мислам. И пошироко. Точно. Мислам, Тилда Свинтон нема 2 филма на фестивал, мислам искрено вие, која што глуми Тие во се сите Антонија и арта. Тилда. Тилда и Антонија се, тоа е тоа. Режираш и во тој период епизоди и на Инсайдери и Зоки Поки, асистираш и на фамилијата Марковски. Кога пристапуваш на серии зад кои што стои друга продукција и си поканета да режираш епизоди, колку ти е предизвик да соработуваш со готови ликови и избрана актерска екипа? Па секако е предизвик, се трудиш на нешто што е веќе поставено, тоа што ќе го направиш, нели да се вклопи во целината, Визијата, да, во визијата. Во случајот на фамилија Марковски тоа беше second unit, каде што имаше голем дел од серијата имаше видеа кои што главниот лик ги снима со мобилен. И во консултација со Даријан Пејовски како го гледа тоа, дали како би ги користел тие видеа, така и работев со актерите кои што беа дел од тој second unit. А во однос на другиве серии каде што веќе поставено се повеќе се работи за реализација која што нема да одскокне на ниеден начин од целината. Добро. Прва и втора асистентка си на режија на бројни проекти, од домашните Панкот не е мртов и до Балчак, преку Codename Caesar, $73 to Park, The Treachery of Images, Her Ring, па до кратките филмови на Тања Тодорова или до Cut Here на Кристијан Ристевски. Може да ми напоменеш по што се разликува работата на странскиот сет од работата на домашниот и што можеме пред се да научиме од работата на странскиот сет? Да, од позицијата асистент на режија мислам дека наистина многу имам научено и некако со задоволство ја носам сега се помалку време имам за тоа. Меѓутоа со задоволство секогаш ја носев таа улога бидејќи тоа друг тип на некаква дискусија што имаш со кој да е носител на проектот. Дел од тие проекти се проекти што сум ги работела за време на факултет, значи како Панкот и на мои професори, така што тоа е поинаков тип на одговорност и нормално и некакво задоволство и чест. А другите проекти се проекти кои што ги работев додека студирав мастер студии во Америка, така што навистина од сите тие, дури од најмалите имало нешто што да се научи. А во однос на разликата помеѓу сега моето искуство со странска продукција во Америка, постои разлика меѓу европскиот и американскиот модел, е веројатно во пристапот, бидејќи дури и артхаус филмовите што се прават таму се повторно под влијание на некоја индустрија која што ја имаат и правилата што се наметнуваат за снимање, начин на кој што организиран сетот, начин на кој што се одвива предпродукција се многу стриктни и секогаш поврзани со нивниот юнион, со нивниот синдикат, да го наречеме, со здруженијата, дали без разлика дали е тоа здруженијето на актери или здруженијето на во кој што членуваат продуцентот или режисерот или било кој од екипата. И многу се мислам други се функциите на асистентот на режија таму отколку во Европа. И одговорноста е различна и секако многу помага тоа во организационо од аспект на продукција, таквите правила кои што се навистина многу ригорозни, од една страна знаат за некои работи да бидат лимитирачки, меѓутоа исто така многу помагаат за функционалноста на сетот и на екипата. Океј. Асистираше на долгиот Beneath the Leaves на Адам Марино, трилер со Мира и Пол Сорвино и со Даг Джонс. Кои беа твоите задолженија во овој филм? Да, Адам ми беше колегата, исто филм кој што го работев во рамките, веднаш по завршувањето на мастер студиите и со Адам бевме колеги од класа. Супер. И бев баш тоа нивниот втор асистент е всушност повеќе нашиот втор. Добро. Кој што е во директна комуникација со актерите, значи се грижи за времето поминато на сет, се грижи за се помеѓу тековите. Така што од искуството беше баш соработка со сите актери, вклучително Мира, Пол, Даг. Даг предпоставувам дека беше фин колку што знае да биде. Па мислам дека сите беа фини, не знам, сега секако веројатно и самите актери знаат, тоа беше во американски
рамки, мал филм со мал буџет, да кажеме. Свесни биле во што влегува, да. мислам дека не може да изигрува диви. Немаше во ништо секој случај. такво во рамките на нели сега На повторно дозволеното. споредено со тука можеби некои работи би ни се чинеле нели дека се големи побарувања. Нашите Така. актери се многу фини и скромни. Поскромни за разлика од нив, да. Ама да, во рамките на нивните начини на работа беа супер. Супер. Снимаш и бројни рекламни видеоспотови за Стобифлип, за Европа Окта, Скопско, Тимобел. Колку може да ни помогне на една режисерка да остане во форма и колку може да експериментира во нив процес, огледано тоа што нели сепак е наменски продукт. Колку имаш простор за креативен инпут при донес во нив? Тоа зависи од реклама до реклама, некаде има повеќе простор за креативен инпут, некаде се дефинирани екзактни побарувањата и нема многу отстапувања. Мене ми е супер одржување на формата, бидејќи тоа значи одење на сет, поминување време со екипата, некакви припреми кои што следат претходно и повторно нека постпродукција и адвертајзингот е некоја форма на визуелно раскажување, дури кога е во нели многу малечка форма. Да. Така што со задоволство ја самата улога не ми представува нешто од кое што морам да го правам. Приморана сум и не го уживам, па нели. Едва чекам да заврши. Напротив, мислам дека тоа е исто баш некакво Пронаоѓаш искажување. еден друг начин за искажување на Па сопствен да. афинитет. Сега некаде повеќе, некаде Се помалку. разбирам, сепак за тоа потенцираме дека наменски е, нели, со секоја компанија е различна. Северен пол, се сретнуваме со Антонија и во овој филм, но овој пат во една повозрасна итерација. Ликот Марго, која има потреба да биде прифатена од друштвото во пресоблекувалната, па затоа чувствува пресија, можеби да потенцира загубењето на невиноста, што е можно побрзо, нели? Колку е ова филм за наоѓање на своето место и потребата за припаѓање во друштвото, заедницата, колективот, како сакаш да речеш? Да, мислам дека е Северен пол еден баш тоа интимен филм, кој што се бави со тие теми на припадност и на изолација, кои што мислам дека се рефлектираат и во Албардо и во Амби, така што веројатно е тоа само некоја продолжение на темите што ме интересираат. А колку па Марго е растргната помеѓу потребата да биде своја на своето и колку е непокорна во таа потреба или па по секоја цена сака да се припои кон колективот? Мислам дека непокорот е многу важен, мислам дека многу важно да се остане свој, дека и покрај тие сите притисоци како и во ликот на Марго во еден момент се обидува да конформира, на крај сепак останува свој. Мислам дека барем мене лично прикажување на тој непокор ми е важен и некако би сакала да се чита. Се надевам дека се чита во филмот. Што представува па детската игра во овој филм? Ја поднециравме каква е незината функција во Амби, што детската игра на епилогот на филмот представува за неа конкретно? Па исто, веројатно како и во Амби, некаков момент на оддишка и некаков контрапункт на пресијата и на притисокот, што исто така како и во Амби не значи дека е финално, екзактно решение на незините проблеми кои што веројатно ќе постои. Миговно решение. Да. Во какво светло па ги гледаме денешните тинејџерки низ призмата на овој филм? Па мислам дека за таа пресија што е прикажана во филмот, мислам дека од секогаш постои и тоа не е само не е ограничено само на женскиот род, мислам дека меѓуврсничкиот притисок од секогаш постоел, само што во денешно време е, да кажеме, поврзан со социјални медиуми, со начин на кој што се прикажуваат на социјалните медиуми. Пред 10 години тоа било нешто друго, за 10 години ќе добие нека различна форма, меѓутоа есенцијално меѓучовечките односи секогаш го носат тоа. Така, споменарите беа кога бевме ние во тие години, фејсбуците на Фејсбукот на 90-тите. Физичката форма, ако може така се нарече. Со какви предизвици се соочува една режисерка која ќе добие желбата да снима на, условно кажано, валка на 16 мм трака и се наоѓа ли опрема и лабораторија пред се во 2021 за тоа? Зошто баш овој филм мораше да има зрно?
од почеток беше идејата повторно дека изгледот на филмот ќе биде малку валкан Така. или зрнест, а предизвици имаше навистина многу. Лабораторија, лента, камера постојат и нови 16 милиметарски камери кои што ги има некаде таму во далечната Германија. Така е, Во секако. фабриката на Ари. Беше предизвик, за среќа некако од почетокот, нели, дури се плашиш да ја споделиш идејата, бидејќи не знаеш на каков прием ќе најде. Така. Меѓутоа имав поддршка и од продуцентот Роберт Насков и од Владко Самиловски и од нели пошироката екипа, затоа што за сите тоа значеше лимитирање Така. на многу работи. Камерата ја земавме од Бугарија, па одевме во време на некои рестрикции, карантини во Бугарија, патувавме со Ја тестиравте да таму? направиме тест на камера, Така, да. добро. Па потоа нели тестот мораше да се испрати во Унгарија, каде што ја развивавме лентата и од каде што преку Така. која што лабораторија ги добивавме ролните. Фокус Фокс, имавме супер искуство со нив, навистина на највисоко можно ниво професионалност. На Кодак работевте или? Да, на Кодак. 500 Eastman, нешто? Да. Добро. Постоеше можност да комбинираме 500 и 250, меѓутоа тоа ќе значеше дополнителен лимит, бидејќи можеби за игран филм во некакви други услови ќе имаш можност да имаш ролни на резерва. Така. Овде беше една екзактна пратка која што нели броеше Ја ценев. екзактен број на ролни Точно. во кој што мораше да се заврши филмот. Така. Меѓутоа од старт знаевме дека ќе одиме ќе целиме кон некој таков надреален изглед и амбиентите, атмосферата, знаевме дека ќе може да се сработат и со 500. И да. Бараше тоа поголема дисциплина од вас? Да, апсолутно. Бараше дисциплина и дополнително тој притисок се зголеми кога на сет свативме дека камерата, бидејќи тоа беше некоја стара 16 која што била рачно преработувана за да се прошири капијата за да стане супер 16, па и не достигаа греачите внатре во објективот и онда нели нарацијата е со долги кадри и тоа значеше дека окото врз објективот ќе биде полго време и замаглуваше и стануваше све црно, да. Така што поголемиот дел од филмот е сниман буквално во темница. Во слепо, на слепо. Да, јас некако бев спремна нели дека ќе гледам тоа и ми беше дел од предизвиците со кои што сакав да се соочам, да ги следам актерите и целиот мизансцен со око, нели на начинот на кој што порано сработало. Меѓутоа некако очекуваш дека барем директорот на фотографија дури на тоа мало квадратче ќе има увид во тоа што е сликата, меѓутоа за поголемиот дел од филмот и директорот на фотографија и шарферот и скриптерот нема увид. Така што да, Владко имаше термин за камерата камера обскура, ја викаше. Баш затоа што обскурно се однесува кон него. Таа покажува не поголем од колку ликовите, браво. Така што да, беше баш беше предизвик, нели? И мониторот кој што не е нормално на било која лента која се снима и кога ќе се вклучиш снимањето дополнително има шатер, па сликата трепка, меѓутоа овде немаше слика и дополнително имаше шатер, така што интуицијата беше подигната на стот. Да, беше. Со Владимир доловувате студенило преку синилото, зумот во климата го имаме, ги забележуваме ликовите во палта, така што во поголем дел снимате фиксирано, дистанцирано со пологи кадри како што напомена и се доловува студенилото на самиот филм. Ќе беше добре дојде на снежната покривка на филмот за да се дополнително потенцира студенилото или од денешна перспектива кога го гледаш, сметаш дека сосема е доволно и со помош на овие ефекти што ги направивте, го доловивте за цртаното? Па од денешен аспект мислам дека подобро што немавме снег, дека таа атмосфера што се долови, бидејќи кога свативме дека мора да имаме некаква си бекап варијанта, тогаш инсистиравме на мокрење на улиците, на вештачка магла во екстериерите и мислам дека таа атмосфера некако делува по-сензуално и по-сензорно е помоќна отколку снежна покривка која што најверојатно ќе значеше бистри денови, односно можеби сончеви, можеби не. Што ќе го ќе беше тоа сосема различна
студеност од оваа која што Ја постигна. која што ја постигнавме. Нормално ова значеше, не знам, дифузни денови, па насред снимање имавме прекин бидејќи излезе сонце, па да, многу јасно. еден ден прескокнавме, не снимавме. Зависите од времето, тоа Да, е тоа. зависевме не многу погоди. од времето, меѓутоа на крај некако се добро се склопи во тој значаен ден кога беше значајна сцената на стадион, бркавме на дифузен ден и така беше и така. Супер. Сценариото во фаза на развој беше дел од European Short Pitch. Кажи ми, зошто се важни овие пичинци? Од каква корист се за доработката на сценариото? Па, важни се првенствено за тоа што навистина се добива одличен фидбек на сценариото и луѓето кои што таму се навистина луѓе чие што мислење вреди да се чуе и нормално добиваш различен фидбек и многу мислења, меѓутоа од тоа си тој ќе искултираш она што мислиш дека тебе би ти помогнало. Освен тоа се значени заради мрежата која што се гради и можноста да се запознаат луѓе. Например, на тој пичинг ние се запознавме со нашиот копродуцент од Србија, Милош Любомирови, кој што беше во дел од публиката во Брест. И после пичинг, нели, сесијата имавме состаноци со сите заинтересирани. Освен тоа што добивме награда, значеше и дека не знам колку е тоа, нели, најважното нешто, меѓутоа кога бевме на тие први шортлисти на Кан, меѓу другото го споменаа дека го очекувале филмот, знаејќи дека еден од победниците на European Short Pitch. Супер. Така што веројатно и во тие некои интернационални кругови се следат тие работилници, нели? Сепак не се тоа 100 филма, 150, се бира 15, 16, 12, зависи нели на работилниците на игран филм, така што се следат, мислам дека таа интернационална јавност ги следи филмовите што биле дел од таквите платформи. Супер. Колкави препреки предизвика снимањето според ковид протоколот на самиот сет со оглед на тоа што нели се работи со лимитиран број на присутни од екипата? Колку тоа беше пречка со оглед на тоа што нели не може баш сите да присуствуваат додека се снима и имавте ротации во поглед на тоа или? Па да, и дополнително е неизвестноста што можеби некој што ако нели излезе позитивен на некој од тестовите пред снимање или што ако некој се разболе во текот на снимањето и како ќе се продолжи без него, да. Па не без него, тоа значи дека сите што биле во контакт со таа личност исто така не смеат да работат, треба да одат во изолација. Така што нели ковид само ги доотежнува и онака нели условите кои што не се едноставни кога се спрема филм, навистина има многу неизвестности, ова само е зголемува неизвестноста. И тоа се помина во добар ред, така што имавме среќа. Имавте среќа. Монтажер е Драган Вон Петровиќ. Ако не грешам, кажи ми зошто се одлучивте да дадете со него оддишка во кадрите. Тоа го диктираа баш поради тоа што беа долги и кажи ми нормално за да се остави простор за амбиентот и атмосферата помеѓу ликовите. Кажи ми кога го монтиравте, работевте на лента или па блоуап направивте на 2К па работевте? Да, филмот Траката беше дигитално процесирана во лабораторија и потоа не беше испратена, нели, финалниот начин на прикажување на филмот е DCP, не е вратен назад на 16. Може би го направиле тоа за да остане таа копија како музејски експонат. Да се зачуват. Да, со Драган имавме супер соработка. Тоа беше нели еден од кога се работи копродукција, нели некои авторски позиции доаѓаат од земјата од која што е копродукцијата. Јас имав таа среќа на вистина да бидат тоа одлични соработници, костемографката Билјана Гргур со која што исто така одлично се разбравме и искомунициравме дури кога дојдоа нели од Белград со костимите за проба, на крај имав проблем да одлучам. Сите сакаше да ги изгледаш, сите беа добри, така што да, дури имав проблем да се одлучам. Со Драган работевме на почеток онлайн, потоа бев јас во Белград и потоа пак завршивме на крај онлайн. Супер, одлично се разбиравме, мислам тоа ми беше прва соработка и со Билјана и со Драган, меѓутоа ги имав погледнато нивните претходни филмови и потоа некако се водев и нормално разговаравме со едниот и со другиот и баш супер се најдовме. Со оглед на тоа што камерата откажувала на студеното време, верувам дека и вие не сте имале баш погодности да работите на ладно време, во екстериерите конкретно. Мислам дека не беше толку екстремно, мислам дека само камерата беше стара. Така. Годините ја има престигната, да. А кажи ми зошто се потпираш на репетитивни зумови кон климата и кон скалилата? Зошто се одлучи да го искористиш овој дел од филмскиот јазик за да ги потенцираш
уредили локација. Да, има 3 зумови Така. во филмот. Првиот е во тунелот, Тунелот, во вентилацијата и на Скалите. платформата. Платформа. И некако се надевам дека тоа е некој простор во кој што оставам, дека е тоа некаде место каде што оставам простор малку и публиката да размислува. Моите интенции се дека е прво тоа некако не нападно го одвојува филмот во некаков триптих, во некакви 3 делови, понатаму тоа се некакви краеви на обиди, на некакви несреќни нејзини обиди во било што, значи тоа се Винјети. завршување на моменти во кои што главниот лик е неуспешен во нешто, било да е тоа комуникацијата во сала, било да е тоа обидот со дечкото, така што 3 пати значи нејзиниот лик завршува со некаков неуспех, за на крај таму каде што тргнува на некаква, нели, на тепачка, заврши со успешен обид за вклопување со дечињата. Сметаш дека настојчивоста на Марго, односно незината сексуална наметливост, сметаш дека била причина плюс која што ги заинтригирала французите за ова невообичаена, да не речем, заменета рамнотежа помеѓу ликовите? Па не знам дали бил тоа единствениот елемент, меѓутоа тоа беше нешто што не беше посочено дека им се допаднало баш таа обратна согласност, дека сме навикнати да гледаме најчесто како машкото е тоа што е да кажеме агресивен во тој поглед и баш некако ги заинтересирало прикажувањето на женскиот лик кој што се носи со истите бури со кои што се носи машкиот. Во туѓа кожа, баш така. Како дојде па до селекцијата на Кан? Беше постепено информирањето за прогресот на филмот во Канскиот фестивал? Како ја прими веста? Да, постепено беше информирањето, поминува, не знам сега точно низ колку кругови, ама знам дека се многу. И на крај кога дојде веста, тоа беше навистина за неверување. Да. Известувањето беше преку телефон. Нели првата реченица е на телефон е тој или та и се увам од Кан Филм Фестивал. И нели тука веќе ти се смрзнува крвта. Бидејќи на ист таков начин беше примен барто на Берлин, исто со телефонски повик. Тој повик следеше после примен мејл. Аха, добро. Значи веќе си била подготвена за повик. Овде немаше мејл, прво беше телефонскиот повик, а потоа мејлот. Громот ведро небо, французите се такви сега. Да, па всушност ни кажаа дека после тоа, кога бивме таму, ни кажаа дека тоа го прават за да ги снимаат реакциите. Така ли? Добро. Да, бидејќи нели да се влезе на Кане на неверојатно чувство и неверојатна и радост и вреднување и чест и нели сите тие емоции се измешани и за тоа го прават телефонски. Не ги споделуваат со никого тие нормално снимки, само ги имаат за нив како дел од архивата. Тие да си уживаат као кога ќе седна на состанци, чекај ти пуштам сега македонката како реагира. Не знам што прават со тоа. Ти ми нудат ако сакаш да го чуеш, јас не сакам. Не, добро, окей. Чувството сакаш во тебе да остане кога. Не сакам да се навраќам. Добро, повикот. Па да, и освен тоа нели нормално те информираат дека не смееш да споделиш, додека не е јавно, додека не објават јавно селекцијата. И понатаму всушност тоа го доживуваш тоа чувство 2 пати, бидејќи еднаш кога сам го преживуваш, а понатаму кога ќе се објави селекцијата, тоа е бум, нели ти звони телефон и така натаму и уште еднаш преживуваш препустот. Ама е убаво чувство што секој кога не го доживее. А поголема е тремата кога се представува филм пред домашната публика Оманак? Па поинаква е тремата, поинаква е. Сепак е тоа дома, сепак се тоа луѓе, дел од тие луѓе можеби не знаат ни што да очекуваат, можеби не гледаат филмови од таков тип или не гледале кратки филмови воопшто. Меѓутоа тоа се луѓето поради кои што ти можеби си стигнал таму каде што си или си одбрал да се бавиш со таа професија, значи тоа се луѓе на кои што им должиш многу, нели? И навистина е поинакво чувството. Сепак во Кан сега, не знам, проекцијата на кратките филмови од пред сала од 1200 седишта кои што си да се полни, меѓутоа тоа се луѓе кои што дошле наменски да гледаат
филмови, а Така. на домашна проекција секако доаѓаат луѓе кои што можеби не се можеби не се љубители, можеби не се познавачи, можеби Така. не ни дошле за филмот, дошле само за од почит кон авторите и да. и многу е важно да таа почит да биде нели взаемна, да ги почитуваш и ти и така. Поинакво е чувството тоа. Друг сензибилитет. Идни проекти, докаде е пролетно чистење? Пролетно чистење се чисти полека. Така, се филтрира. Да, се филтрира, се работи малку сега нормално со све што се случуваше со Кан, малку заостанав позади распоредот што го имав поставено, меѓутоа ќе надокнадиме, се надевам. Така, што можеш да кажеш за тоа сценарио конкретно? Тоа е повторно coming of age или? Па можеби задоцнет. Добро. Задоцнет едно созревање, темите се повторно се вртат околу идентитет, околу припадност, прифаќање, околу диалог на една млада жена со околината и притисокот што го носи и дополнително го има момент, мислам, малку жанровски, како што кажав, допира елементи на психолошки хорор, елементи на духови, така. Супер, значи Repulsion и Rosemary Baby и натаму идеме. Добро, не мора ништо да кажеш околу тоа се мои проекции. Има недоработени сценарија кои што се заглавени во некоја фаза, кои што ти останале? Да, имам едно сценарио кое што е заигран филм, чиј што работен наслов е сега се уште е, нели, ако некогаш се навратам на тоа сценарио, Пате како незерото, една приказна за две жени, кои што се сретнуваат случајно во еден летен резорт. Краток, долг? Долг. Долг, добро. Да, понатаму од кратките филмови тоа се идеи кои што се на ниво на неколку реченици. Добро. Пате како незерото е нешто што е во поодмината фаза на некакво баш драфт на иницијална верзија на сценарij. Супер, се надам дека ќе го добиеме и него и се друго што имаш зацртано. Кажи ми за самиот крај што последно си прочитала, слушнала, погледнала, да пофалиш некој филм, серија што ти Последно оставила ја впечаток? читав македонскиот превод на Ишигуро на Never Let Me Go. Не знам никако беше точно насловот. И баш супер во еден здив ја прочитав. Океј, тоа говори за книгата. Да, така зборува за големи теми на еден многу непретенциозен начин и мислам дека е тоа нешто што ме интересира и во кинематографија, и во литература, и во уметност воопшто, кога не се пика прст во око, нели? Кога се успева да се зборува за важни работи на суптилен начин, да. Супер. А од филмови, Титан го споменавме, кој што навистина ми се допадна и ме остави со многу прашања и така ме остави да мислам, што најчесто сакам во... Тоа и говори дека е содржаено делото, ако те остави со денови да се навраќаш на него, значи дека има допрено некои регистри. Така и уште еден од филмовите кој што исто беа од Кан беше Compartment Number 6 или Купе број 6. Супер. Кој што исто така една многу хумана навиду мала, а всушност многу голема приказна и два света кои што се конфронтираат, меѓутоа толку убаво си соодвестува. Да, и нели моментот на непретенциозноста на некаква порака на филмот, нели тргнува еден лик да сака да ги види како се викаат тие, заборавив некои цртежи во петроглифи. Така беа. Во Карпа. Да, немаше да се сетам. И нема ништо навидом грандиозно во тоа, всушност пораката, не сакам да зборувам за пораки, бидејќи во суштина ни двата филма не се Патот е поважен таму отколку дестинација. Па мислам дека за сите големи дела важи тоа, каде што стануваат многу слоеви за тој филм да, нели, добар филм да се прегледа уште еднаш и на секое ново гледање има некои нови прашања кои што се откриваат, некако нов слој се одлупува од приказната и мислам дека тоа е тоа што ги прави тие филмови такви како и долгорочни и долговечни се. Мислам дека пред се долговечни, да. И го издржуваат тестот на времето, нели? Да, точно тоа. Марија, фала ти многу што беше дел од емисијата. Беше задоволство. Ти посакувам успех и со Северен пол, кој што си го доби фестивалскиот живот како што требал, одличен старт имаше филмот и се надам дека долго ќе те прати неговиот фестивалски живот, ќе допре на што е можно повеќе луѓе, за да согледаат со какви проблематики се соочуваат тинеџерките кај нас и кои препреки треба да ги
ги премостат и ти посакувам многу успех со пројавно чистење и сите други творби кои што ти се на располагање, да продреш до овие меѓу постојања во кои што сите ликови ти допираат, созреваат, се соочуваат со проблемите и наоѓаат нешто повеќе во себе од колку што мислеле дека имат и да ми дојдеш пак во емисија да продискутираме за секој твој филмски подвиг. Ти благодарам со задоволство. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 486-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Донеравото изданија Дансе Макабре, гледајте ги филмовите на Марија Апчевска Петровска и не заборавајте да бидете тоа што сте.